Почитувани гледачи, еве сме на почетокот на уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. А следниве 15 минути, не знам дали ќе бидат повеќе или помалку или токму 15, и ги посветуваме на Александра Јанева, наша сограѓанка, прекрасна личност со која се гордеам и јас и сите струмичани претпоставувам. Александра, добар ден и добре дојде, или добро вечер, емисијата као один нов време, повторно во просториите на ТВ каналот ВИС. Благодарам многу на убавите зборови, секогаш е задоволство да се биде во ваше присуство. Ви благодарам. Ти благодарам. Пријатели сме, нели? Може така? Добро. Александра Јанева повеќе во Скопје отколку во Струмица. Што е тоа што ти недостасува во Струмица? Или што е тоа што од Струмица ти недостасува кога си во Скопје? Најмногу фамилијата. Многу сум домашарка и многу сум врзана за мама и за тато. Поготово поради тоа што ние имаме 3 залепени куки и сите сме некако на куп и со моите први братучеди. И ми фали таа топлина, тој џагор во дворот, тоа секојдневно собирање, надвор пиење кафе, правење ајвар сега. Немој да кажеш дека си правела ајвар. Сум правела и тоа сум била дел од целиот процес, буквално. Од лепење, печење на чушки, од лупење, од бркање на ајварот, се буквално. И годинава? Годинава не. Годинава го пропуштив, токму поради тоа што бев во Скопје. Ама ајварот е направен, претпоставувам од страна на мама и тато, и неколку тегли ке завршат во Скопје. Но имав неколку замерки. Не е доволно луд? Не е доволно луд, точно. Одма го погледам. Ајвар си е ајвар, убаво е да се намачка. Ние во Скопје сме... Подобро. Подобро што не е многу убав, затоа што помалку ќе го јадам. Добро. Кога сме веќе кај јадењето, како Александра се снаоѓа во кујната, што јаде во Скопје? Да не те мислам дали јаде доволно. За сега сум добра. Сметам дека тоа го наследив малце повеќе од страната на татко ми, затоа што тој има и диплома како кувар и многу сака да готви во кујна, иако и двајцата готват со мајка ми. Меѓутоа, некако тој има малце поинтересен шмек кога е во кујна и ме радува што јас имам желба да готвам, не готвам многу, меѓутоа оно што сега треба да си го спремам, а тоа е претежно здрава храна, гледам да не ставам многу масла, да не биде нешто препроцесирано, да биде онака сурова. Тоа го правам навистина добро, правам добра паста, правам добро месо. Повеќе италијанска храна, Да. Знам да направам и добра манџа, меѓутоа некако изминативе неколку месеци, дали затоа што беше лето, па беше потопло, избегнував да правам манџи, повеќе беше така нешто посуво. Пататарник знаеш да правиш? Пататарник, што е тоа? Значи, ако... Тава со компири така. И зеленчук, претпоставувам. Без месо. Добро е правам. Добро, ајде ќе ти веруваме дека е тоа така. Добро. Кажи ми, кога не пее Александра, што работи? Или нон-стоп си пееш по дома? Не, многу ретко пеем по дома и то секогаш пеем кога добро ќе се распеам, кога имам добра подлога, затоа што многу е важно да бидеш буквално 100% распеен пред да почнеш да пееш, за да не настрадаат гласните жици. А ние, како обични луѓе кои што ќе бидат присутни на забава, па во некое побучно место, знаеме да се надвикуваме, да зборуваме малце погласно тоа што треба и тоа многу штети на гласните жици. Така што искуството изминативе неколку години ми докажа дека морам многу повеќе да се чувам и затоа не пеам секогаш кога ќе ми текне, туку гледам тоа да биде предпазливо, внимателно. Меѓутоа, сакам да вежбам
изминативе неколку години редовно одам на тренинзи што во теретана, што со некои аеробик часови. Сакам да поминувам време со блиските, со пријателите. Сакам да посетувам театарски представи, многу ми фали киното. И во моментов во Синеплекс има некои интересни премиери кои што едва и чекам да ги погледнам. Така што тука некаде се движам во културни рамки. Слушнав кога сме веќе кај киното, слушнав дека деновиве пристигнал во Скопје Тома, филмот на Бјело Грлич. Имаш ли план да го гледаш, бидејќи ти си поп-пејачка, а таму приказната е за еден фолк пејач, познатиот Тома Здравковиќ. Многу големи пофелби имаше за автобиографијата негова во овој филм. За биографијата, да. Да, за биографијата, пардон. Така. И стварно сакам да го погледнам и тоа што побрзо. Затоа што многу интересно изгледаше, некој има споделено на сториње на Инстаграм како била целата промоција со негови песни. Едва и чекам да го погледнам, затоа што ме фасцинира и самиот режисер како лик и мислам дека ќе биде тоа во наредните 2 до 3 недели. Така. Добро. А обично какви филмови сакаш? Драми, љубовни драми, не знам, страшни филмови, хорор? Сакам психодрами и сакам мистериозни трилери. Ајде. Не сакам љубовни драми, многу ретко гледам љубовни драми. Обично тогаш кога сакам да се релаксирам и да не размислам на ништо, си викам ајде да пуштам нешто полесно и да се опуштам, тогаш гледам љубовни драми, меѓутоа најинтригантни ми се мистериите. Добро. Интересно, тоа открива нешто ново во твојот лик. Самата рече дека внимаваш што јадеш претежно италијанска храна, што е добро за здравието, нели? Одиш во теретана, го чуваш гласот. Пред да почнеме со овој разговор, јас те замолив те молам почекаме 2-3 минути да испушаме една цигара. Ти пушиш ли? Не. Значи и во тој дел го чуваш гласот. Колку за тебе е важно да изгледаш убаво, да имаш добар глас, се разбира, тоа е многу важно за твојата професија, но околу изгледот. Ти си манекенски тип во секој случај. Знам пејачки кои се многу дебели, изворедно пеат и пак се добри. Во тој дел, што ќе ми кажеш? Многу важно, можеби и најважно затоа што влијае многу на самодовербата. Кога се чувствувате добро во сопствената кожа, нема никакви пречки за вас и така израчите и кога ќе се појавите на сцена и при некој обичен, приватен муабет со луѓе, значи буквално се менуваш како личност, особено тогаш кога ќе го промениш менталниот склоп и кога знаеш зошто се храниш здраво и зошто сакаш да го имаш тој живот. Кога е само обична диета и кога некој ти наложува да се исхрануваш по некој здрав начин, тогаш нема да биде трајно. Тогаш кога ќе сватите дека тоа е она што ви прилега и кога тоа треба да го следите цел живот, тоа е она правото. Се согласувам со тебе дека треба да се изгледа убаво на сцената, од проста причина што кога не само Александра Јанева, било кој кога ќе излезе на сцена, првиот контакт веднаш не почнува да се пее, има некаков форшман пред тоа, не знам. Првиот контакт е со твојот физикус, така е. Тоа е прв контакт со публиката. Се согласуваш, не? Така е, апсолутно. Дури потоа ги плениш гледачите со твојот глас. Добро. Направивме ние една друга емисија за емисијата Дневна соба и неделно попладне. Разговаравме на повеќе теми на тема музика, на тема твоја кариера и така натаму, но едно испуштив да те прашам. Ти беше придружен вокал на една Евровизија, на Тамара, на најголемиот успех на нашава земја, на една Евровизија од кога учествуваме до денес, не знам колку време учествуваме, мислам 20 години од прилика. Имаш ли желба да настапиш на Евровизија еден убав ден, една убава година? Секако, мислам дека тоа е остварување на секој еден пејач кој што ќе се појави на оваа сцена, меѓутоа изминативе неколку години за жал
многу некако сугестивно се гледа на одењето на Евровизија, на тоа кој треба да не представи на Евровизија и премногу критики има. Премногу се гледаат недостатоците, а не се гледаат, да кажеме, оние позитивните работи. Така се случи и со Тамара. Тамара имаше неверојатен успех. Ја изведе песната на сцена онака како што само таа знае да ја изнесе и мислам дека сето тоа некако и го одзема, туку почна да и наоѓаат некои други мани и сето тоа влијаеше и врз нејзината кариера. Едноставно не сакам да одиме со таква енергија. Би сакала кога еден ден се појавам на Евровизија, јас бидам 100% спремна и да има една убава енергија и да нема толку простор за осудување, за критики, туку едноставно да има малце повеќе поддршка за македонските артисти. Така. И јас сонувам за еден таков ден, кога Александра ќе ја представува Македонија на некоја си Евровизија и замисли Александра да биде најголемиот виновник следната Евровизија да се одржи во нашава земја. Ама проблем, кај ќе ја направиме? Кога политиката не би решавала на Евровизија, може би ќе се случи тоа. Некако имам чувство дека премногу политички се резултатите таму. За жал тоа е така. Има гласање по принцип на соседи, ние ќе им даваме на соседите, соседите ќе ни дадат нас, но да не дискутираме за тоа. Што би сакал да те прашам друго? Бик или близнак? Близнак. И јас сум близнак. 25 мај, јас колку што знам, така ли? Да. Не, гледаш како знам. А 25 мај во една поранешна земја која се викаше Социјалистичка Федеративна Република Југославија беше ден на младоста. Колку тоа има символика со тебе, колку си млада и сега, како што беше млада пред 10 години. Со оглед на тоа што Колку духот ти е млад? секој нареден роден ден не го пречекувам толку среќно, затоа што годините ми минуваат, сакам да си ја задржам младоста, младалачкиот дух и засега ми успева. Некако кога се прават планови за ова треба да го оствариш за 5 години, ова за 10, па фамилија, па деца, не сакам да размислам на тие работи, едноставно сакам да го задржам детето во себе, нормално дека за се има време и за се има простор во нашиот живот. Меѓутоа, добра сум сега, позитивна сум, размислувам баш како млад човек, се надевам барем дека е така. И Некои се млади цел живот. се надевам дека ќе бидам една од тие личности, затоа што тоа е најважно и за мојата професионална кариера, но и за она каква личност сакам да станам еден ден. Кога тие што го следат хороскопот, прават некакви, не знам, портретирање на луѓето родени во одреден хороскопски знак, што е она што ти пречи од тоа што се пишува за близнаците, а што е тоа што ти годи? Не верувам многу во хороскоп, меѓутоа еве, ако ги анализираме тие некои особини кои што ни ги препишуваат, можеби сум малце повеќе неодлучна. Тоа е една од особините на близнаците, тоа е она што ми смета, не сакам да бидам неодлучна, иако со годините тоа се менува, веќе за многу работи знам што сакам, а што не сакам. А она што е пак добро е што ете некако сме комуникативни, дружелюбиви, знаеме да се адаптираме на сите околности и дека имаме во секој момент некој нов предизвик, дека сме креативни, дека нонстоп бараме нешто повеќе, тоа е оно што мислам дека ми годи. Кога еден убав ден Александра Јанева ќе застане на Лудиот камен, кој пеач би сакал да испее на свадбата? Тамара Толевска. Да? Една од омилена ми е. Можам да кажам слободно омилена како вокал и тоа што ете се познаваме лично и што поминавме извесен период заедно, уште толку направи да ми биде подрага како личност и Тамара е една од тие кои што би сакала да бидат таму и се разбира Лазе како композитор.
И кога го спомнав веќе тој ден, спаѓа ли тој ден во твоите краткорочни или долгорочни планови? Не би знаела. Така е. Како Господ ќе каже? Така. Како е пишено? Добро. Ти благодарам за разговорот, ти благодарам за учеството во емисијата 15 минути со, ти посакувам многу успеси во животот и во кариера. Ви благодарам и вам многу. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со. Овој пат со Александра Јанова. Се гледаме до следното издание на оваа емисија.